На сите сакам во оваа прилика да го честитам денот на пожарникарите во целата држава и во наше Куманово, да им посакам да имаат што помалку работа, а да бидат што поопремени. За жал, против пожарните служби во државата се запоставени со децении наназад и не се опремувани редовно, како што гледате, опремата е застарена и се обидуваме да го коригираме и исправиме во последните години. Тоа беше набавена лична заштитна опрема пред некаде 18 на месеци. Сега сме во постапка на набавување и доопремување на нови летни униформи за шумски пожари, бидејќи доаѓа летниот период, да ги доопремиме нашите противпожарни екипи и воедно обезбедивме и едно возило со согласност на Советот на општина Куманово и од буџетот на општината издвоивме средства мобилно возило за брзи интервенции кои што се користи повеќе за логистика. Потребна е дополнителна опрема, но потребни се и дополнителни средства. Мора да потенцирам дека општина Куманово е најголемата во државата, но за жал се уште не располага со мобилна скала со која што можеме да пристапиме на висококатниците и да интервенираме во случаи на пожари. Сведоци сме на голем број немили настани, каде што нашите пожарникари учествуваат во гасење на пожари, кај што има доста импровизација, но сепак се успешни, бидејќи не поседуваме таква опрема софистицирана и се надевам дека државата ќе најде начин и ќе изнајде средства за да ги доопреми противпожарните бригади и во нашиот град, и во останатите градови, бидејќи тие истите беа преземени од страна на локалните самоуправи, од Министерството за внатрешни работи и најголем дел од средствата кои што се финансираат и за исплата на платите, а воедно и за исплат за обезбедување на техничко-материјални средства за работа, се сепак средства од општинските буџети кои што се скромни. Потребна е организирана акција на државно ниво за доопремување на противпожарните бригади. Кога веќе се дава еднош надлежност од централно на локално ниво, тогаш треба да се пренесат и посериозни средства за капитални инвестиции во делот на доопремување.